Поштувани гледачи, добро дојдовте во уште едно интервју кое е последна содржина од вестите на наша ТВ. Денеска сме гости во Министерството за надворешни работи и ќе разговараме со министерот за надворешни работи Никола Поповски за спорот за името, горливо прашање кое не засега сите нас. Клучен приоритет на Република Македонија е да се надмине спорот со името и да влезе во Европската Унија и во НАТО. Што ќе превземе Министерството за надворешни работи за да се надмине овој проблем? Се работи за спор кој трае веќе 20 години. Клучна пречка ни е и за НАТО и за Европската Унија, затоа и толку сме ангажирани околу поттикнување на диалог кој би не водел кон приближување со нашиот јужен сосед. Мислам дека она што го правиме во моментот е најмногу посветено на домашните работи, односно тоа што треба да го испорачаме секако за да бидеме членка на Европската Унија. Во однос на НАТО почиста е ситуацијата, бидејќи сите критериуми ги имаме исполнето веќе пред 5-6 години. Во однос на надминување на оваа клучна препрека, сметам дека многу зависи од тоа каква клима ќе имаме помеѓу двете држави. Мислам дека во моментов на сите полиња климата би оценил како позитивна, било да е туризам, било да е бизнис, размена на практични посети помеѓу граѓаните. Тоа што ни недостасува е политичка мотивација. И сега сме во една фаза во која таа политичка мотивација во Грција е можеби на најниско можно ниво. Затоа работиме заедно со сите други партнери малку да ја подобриме таа клима и таа мотивација, бидејќи не можеме да се придвижиме напред доколку една од страните, особено таа која е внатре во клубот, нема никаков мотив да мрднат работите, односно да овозможи да напредуваме кон НАТО и кон ЕУ. Како се разбирате со јужниот сосед и каков излез гледате од оваа ситуација? Мислам дека е охрабрувачки тоа што во практичниот дел на соработката работите течат сосем нормално. Значи, гледате колку македонски туристи одат во Грција, гледате колку грчки бизниси се имаат развиено во Македонија, како граѓаните ја преминуваат границата и во тој дел мислам дека не треба многу да работиме за да придонесеме, бидејќи навистина таа соработка е одлична. Она што ни недостасува е на политичкото ниво. Тука сметам дека може многу работи да се променат и затоа и најмногу сме посветени во тој дел, но за тоа ни требаат и останатите партнери од НАТО и од ЕУ, на кои им е значајно да го заокружат процесот на проширување на Балканот. И мислам дека со нив треба да работиме најмногу, а воедно треба и директно да поттикнуваме комуникација со нашиот јужен сосед, бидејќи само на тој начин, зборувам на политичко ниво, бидејќи само на тој начин ќе можеме да створиме некаква клима во догледно време, да имаме поголемо ниво на доверба. На политичко ниво довербата би рекол дека е нарушена најмногу поради избегнувањето на таа комуникација и обидите, бидејќи немаат мотив да имаме придвижување, обидите секогаш таа комуникација или некако да се избегне, или некако да остане во рамки на бенигни дискусии кои не водат кон постигнување на решенија. Дали во крајен случај ќе прифатите промена на името? По однос на ова прашање, оваа гарнитура има многу јасен одговор. Мислам дека тоа е многу јасна позиција од страна на Република Македонија и таа се базира на меѓународно право и на демократски принципи. Не можеме да прифатиме било каква промена која е надвор од тие демократски принципи и надвор од меѓународното право. И впрочем, за она што ние сме го кажале, најважното е дека било што би можело да се договори, мора да биде одобрено од мнозинството граѓани во Република Македонија на организиран референдум. Мислам дека тоа е нешто што е сосем фер пристап и нити еден сериозен актер не би смел да отстапи од оваа национална позиција. Во делот на разговорите со Грција, она што е значајно е дека овој став веројатно не преовладувал пред многу години, бидејќи сме прифатиле референца која не предизвикува особено задоволство и почит кај било кој македонец, поранешно Југословенска република Македонија,
без при тоа да бидат консултирани граѓаните и очигледно не постигнувајќи ја целта, бидејќи целта била да се прифати таа референца за денес да бидеме дел од НАТО и од Европската унија, нешто што е впрочем прекршено од 2008 во НАТО и од 2009 кога не ни се овозможува почеток на преговорите со Европската унија. Дали прашањето за името представува проблем за стабилноста и безбедноста на Македонија? Безбедноста и стабилноста на Република Македонија зависи исклучиво од тие кои се во Република Македонија. Во регионален контекст Грција секогаш сакала да го прикаже тоа како безбедносно прашање, односно наметнувајќи дека ако Македонија не прифати да го смени името според грчките очекувања, тогаш Македонија представува безбедносна закана. Македонија нити представува за некого безбедносна закана, нити пак сметаме дека постои реална опасност од било какви безбедносни регионални пореметувања, доколку сите се придржуваме кон меѓународното право и меѓусебното почитување. Тоа е една приказна која Грција се обидува да ја пласира со цел да оправда блокадата која ни е наметната за влез во НАТО и во Европската унија. Впрочем, самата себе си се побива, бидејќи со влезот во НАТО ќе ги елиминирате било каквите можни безбедносни ризици и со влезот во Европската унија ќе станете дел од заедничко семејство во кое не само што е незамисливо да си ја загрозувате безбедноста, туку и безбедноста надвор од овој регион ќе ја градите заедно. Тоа е идејата на заедничката безбедносна политика на Европската унија. Се работи за една, би рекол, политика на барање на причини, односно оправдувања. Ова е приказна која лесно може да ја пласираат надвор, бидејќи луѓето надвор од Балканскиот полуостров сегаш перцепирале дека постои определена нестабилност на Балканскиот полуостров, така да велат да, ако остане ваквата ситуација и ние ако дозволиме во НАТО и во ЕУ, тогаш ќе имале безбедносни ризици. Мислам дека нема никаква логика во тоа. Така. Дали на престојниот самит би можел да донесе нешто ново за разлика од претходните? Дали очекувате никаков напредок? Мислите на самитот во Кардиф на НАТО? Да. За наше членство во НАТО не е потребен самит. Веќе во Букуреш самитот е заклучено дека Македонија ги исполнува сите критериуми за да биде членка на НАТО алијансата и на тој истиот самит една земја членка се има спротивно на меѓународното право. И во тој дел пораката од НАТО е дека Македонија станува во истиот момент членка на НАТО, кога ќе постигне решение со таа земја членка за наметнат билатерален спор. За нас самитот не е од пресудна важност, но има значење, бидејќи ние де факто во сите овие изминати години придонесуваме на ниво на земја членка на НАТО. Во реалноста ние дејствуваме како земја членка на НАТО. На овој самит ќе се дискутираат теми кои се битни за иднината на НАТО, вклучително ангажманот во Авганистан, идните процеси и приоритети, заедничкото споделување на ресурсите помеѓу земјите членки на НАТО. Од тој аспект, овој самит е значаен за нас. За решавање на спорот со името се вклучени медијатори на највисоко ниво. Дали досега тие придонесоа за да се придвижи спорот со името? За изнаоѓање на решение има медијатор кој има мандат во рамки на Обединетите нации, Метју Нимиц. Неговите напори се разбира дека биле во правец на тоа да се постигне решение кое би било прифатливо за двете страни да се придвижи, но независно од тоа кој е медијатор, колку се труди и каква методологија применува, доколку една од двете страни кои треба да постигнат договор нема никаков мотив, односно не сака, односно најдобро решение е да нема решение, многу е тешко од позиција на медијатор да наметнете нешто. Тоа што ние го посакуваме е да имаме зголемена активност, почести разговори, тие да бидат издигнати на политичко ниво и суштински да разговараме за да можеме да најдеме заедничко тло на кое ќе можеме да го надминеме овој спор. Во тој контекст медијаторот има улога на олеснување, но клучно е колку оној другиот актер, односно нашиот јужен сосед, ќе сака да се придвижи активно да учествува во тој процес. Грција прави притисок врз други земји. Што ќе речете за ова? Грција е дел од НАТО и од ЕУ, така што сите земји членки на НАТО и на Европската унија се партнери на Грција во рамки на тоа семејство.
Многу е логично дека нити еден од тие партнери не би сакал тешко да ја загрози позицијата на една од земјите членки. Ние се уште сме надвор од тоа семејство, но се стремиме да влеземе. Постои согласност помеѓу другите дека треба да влеземе, но никој не е подготвен на тешка конфронтација со Грција по однос на ова прашање, што определена мерка е логично, бидејќи Грција е внатре и може да уценува, да поттикнува различни поинакви решенија на други теми и никој нема интерес да влезе во таков тип на конфронтација. Нашиот аргумент, од друга страна, е базиран на почитување на меѓународното право. Меѓународното право има принципи кои се дефинирани и кои се прекршени во нашиот случај со поставувањето на вето од страна на Република Грција во 2008. Тоа го има потврдено и Меѓународниот суд на правдата, не е само наше мислење. Во таква констелација, тоа е нашиот најсилен аргумент. На сето она што Грција го користи како инструмент за притисок определен врз други земји членки да ја поддржат нивната позиција, ние можеме да одговориме со принципите на меѓународно право и доколку европската и евроатлантската заедница се базираат на почитување на правото, мислам дека тоа не е нешто што треба да се потцени. Така, што мислите според вас кога Македонија ќе влезе во ЕУ и НАТО? Тоа е прашање веројатно на кое најточен одговор би дал нашиот јужен сосед. Мислам дека во однос на НАТО, известно е дека НАТО алијансата сака да го заокружи проширувањето на Балканскиот полуостров. Известно е дека овие земји кои сега не се дел од НАТО ќе влезат во НАТО алијансата во догледен период во следните години. Во однос на нас зависи само од едно прашање и тоа може да биде решено утре, исто колку што може да биде решено за 2, 3 или 4 години. Но во секој случај мислам дека во догледен временски период ние мораме да бидеме дел од НАТО алијансата поради интересите на НАТО алијансата и поради нашата стратешка ориентација. Во однос на Европската унија прашањето е поедноставно, бидејќи во Европската унија оваа година ќе има избори за Европскиот парламент. Значи ќе дојде нова гарнитура која ќе има мандат од 2014 до 2018 година. Во таа гарнитура и во Европскиот парламент, потоа и во Европската комисија, веројатно ќе бидат одразени и трендовите од последните години, а тоа е дека имаме пораст на радикални десни и антиевропски движења во определен број на земји, веројатно кај нашиот јужен сосед тоа е најизразено, и дека Европската унија има научено повеќе лекции од изминатите проширувања кои покажале определени слабости, односно земји членки кои биле примени, кои со потоа имале определени потешкоти во примена на европското право. Од тој аспект, ние и овие земји кои се на Балканот и се на пат на членство на Европската унија ќе треба да исполнат многу повеќе критериуми, и веројатно ќе се соочат со клима која нема да биде толку многу расположена за проширување. Односно нема да и биде највисоко издигната тема. Од друга страна, најмногу зависи од нас колку од тие стандарди кои се применуваат во Европската унија ќе бидат применети и тука и колку ние брзо ќе растеме во зависност од другите наши партнери во Европската унија и тука аргументите се на наша страна, бидејќи и надвор од Европската унија ние можеме сето она што се спроведува во Европската унија да го примениме на наш терен. Ако гледаме некоја временска рамка, тоа е многу неблагодарно да се предвиди, но за Европската унија имаме сигурно неколку години во кои ќе треба интензивно да работиме на клучни поглавја кои се впрочем и поглавијата за преговори за членство во Европската унија и тоа можеме да го правиме и без да имаме официјално отпочнати преговори. Тоа и го правиме и тоа е идејата која отпочнавме со пристапниот диалог на високо ниво. Неблагодарно е да се каже на кој датум ќе се случи членството во Европската унија, но веројатно е дека пред 2018 година нема да има друга земја која ќе се приклучи кон Европската унија. Но меѓувреме многу процеси ќе се случуваат и многу реформи кои се спроведуваат во самата Европска унија ќе треба да бидат применети и во земјите кандидати на тој пат. Какви се билатералните односи со Република Бугарија и каков е нивниот став во однос на спорот со името, дали имаме поддршка од нив?
Имавме интензивна комуникација во изминативе неколку месеци со бугарскиот министер за надворешни работи, исто така на ниво на премиери имаше неколку средби, повеќе од ресорните министри за транспорт, животна средина и така натаму се среќаваа. Една работа која заклучивме заедно е дека треба да работиме пред се на практична соработка, да реализираме проекти, малку да ја зголемиме динамиката на соработка, сепак сме соседни земји, Бугарија е земја членка на НАТО и на Европската унија, ние се стремиме да влеземе таму, треба повеќе да работиме на практичниот дел. Тоа што исто така беше упатено од бугарска страна е дека бугарски интерес не е Република Македонија да биде надвор од НАТО и од ЕУ, бугарски интерес е Македонија да биде внатре во НАТО и во ЕУ. Пред една година некаде мислам дека плативме прилично висока цена за тоа што се створи некаква политичка клима во Бугарија, дека постои интерес да се покажува сила во однос на Македонија од позиција на НАТО и ЕУ земја членка. Мислам дека е увидено дека тоа не води кон приближување, може да води само кон поларизација, а тоа не е во интерес нити на Бугарија, нити на Македонија. Сега работиме конкретно, значи, на определен број на проекти кои ги имаме од заеднички интерес, би го спомнал тука коридорот 8, зашто заеднички се заложуваме да се интензивира финансирањето и да можеме во најкраток можен временски период да го комплетираме. Разговараме исто така отворено и за она прашање кое беше наметнато во неколку наврати во минатото за потпишување на договор за соработка и пријателство помеѓу двете земји. Во принцип, ние нема зошто да бегаме од тоа да имаме договор за пријателство со земја која природно ни е партнер, но во рамки на било кој договор мораме да се водиме од некои принципи за меѓусебно почитување и за прифатливост од двете страни. Така што ова мислам дека во комуникацијата го искристализиравме. Успеавме некако да дојдеме до некој принципиелен разговор за тоа што треба да ни бидат приоритетите во иднина, и мое чувство е дека и во Бугарија малку се менуваат работите во правец на тоа дека Бугарија треба да ни биде нам еден од главните спонзори за влез во НАТО и во Европската унија, и во никој случај Бугарија нема интерес да и го отежнува патот на Македонија за пристапување во двете, и во НАТО и во Европската унија. Доколку сме на оваа линија, јас верувам дека нашата соработка ќе оди само нагоре. Македонија работи на јакнење на стратешките партнерства со САД, со Кина, со Русија. На што ќе работите во иднина? Видете, надвор од членството во НАТО и во Европската унија кои ќе се случат, и тоа е нешто што е известно, за нас најбитен приоритет е да го подигнеме стандардот, економскиот развој во Република Македонија. Од тој аспект, природно е да развиваме односи, да ги продлабочуваме во економската сфера со најкрупните играчи и фактори во светот денес. Оние земји кои се стратешки партнери, стратешки битни земји и за самата Европска унија, се стратешки партнери за нас. Во тој поглед Русија, Кина, Индија, ред на други големи, брзо растечки економии се исто така на листата на наши приоритети, бидејќи и ние треба да обезбедиме определена видливост таму и да обезбедиме подобра рамка за економска соработка, инвестиции, трговија со сите овие земји. Тоа ни е идејата и тоа е во рамките на нашите приоритети, и мислам дека во наш интерес ќе биде што е можно поинтензивна соработка да развиеме со сите овие земји кои се европски и стратешки партнери. Македонија продолжува со реформите, тие и како се многу битни за влез во Европската унија и во НАТО, тие се клуч на успехот. Уште побитно од тоа да ги спроведеме реформите за да влеземе во НАТО и во ЕУ е тоа да ги спроведеме реформите заради нас самите. Што повеќе европски стандарди ќе примениме во Македонија, тоа Македонија ќе биде подобро место за живење. И во тој контекст не ни е нас услов да бидеме земја членка на Европската унија за да ги примениме европските стандарди тука. Можеме независно од членството да работиме, онака како што работиме секојдневно, да ги подигнуваме тие стандарди, на тој начин да правиме попредвидливо окружување во Република Македонија, што автоматски влече повеќе инвестиции и повеќе економска активност и на долг рок развој. Тоа ни е главниот приоритет.
и е независно од тоа што овие реформи ни ги бара некој од Брисел. Пред се, ова ни ги бараат 2 милиони граѓани на Република Македонија и затоа и работиме на нив. Во делот на спроведување на овие реформи, мислам дека нема директен сооднос за тоа колку брзо ги спроведувате реформите и колку брзо ќе станете членка на Европската Унија. Одлуката за членство во Европската Унија е политичка одлука. И таа одлука ќе се донесе во оној момент во кој сите 28 земји членки на Европската Унија ќе почувствуваат дека имаат поголем интерес да влезете внатре и дека сте во систем кој е целосно споредлив со нивниот. Но за нас посуштинско е остварувањето на тие реформи како ќе се одрази на нашата реалност тука, односно колку ќе ги подобруваме тие стандарди, бидејќи пак од тоа зависи колку добро ќе живееме во Македонија. Во следниот период, онака како што досега бевме фокусирани на тие реформи, ќе видиме и во следниот период. И тука особено внимание ќе посветиме на судството, создавање на правна рамка која ќе го направи нашето судство поефикасно, попредвидливо. На тој начин ќе го подобриме и економското окружување, бидејќи инвеститорите, еден од клучните фактори кои го гледаат е предвидливоста во окружувањето и предвидливоста на судскиот систем. Ќе работиме многу интензивно на реформите на јавната администрација. За мала земја е многу битно да имате ефикасна администрација која е добар понудувач на услуги и извршител на услуги за граѓаните. Доколку можеме за пократок временски период и попрецизно да ги услужиме нашите граѓани, повеќе време ќе им дадеме за нивните иницијативи, за нивната работа, за нивните проекти, за нивните бизниси. Тоа е исто така многу битен сегмент. И имаме ред на поглавија кои одат од земјоделие преку животна средина до безбедносна политика, во кои ќе мораме да спроведеме и да подигнеме ред на стандарди онака како што тоа досега го правевме, зашто само тоа е гаранцијата за успех и за просперитет во Македонија на долг рок. 20 години одбележавме од воспоставувањето на билатералните односи со Руската Федерација. Како ја оценувате оваа соработка и како ќе се движат македонско-руските односи? Сметам дека 31 јануари е еден од најбитните датуми во нашите билатерални односи, бидејќи тогаш сме воспоставиле дипломатски односи помеѓу Руската Федерација и Република Македонија пред 20 години точно. Тоа е она почетна основа врз основа на која сме ги надградиле сите други договори и сите други проекти кои сме ги исклучиле, вклучително и последниот за приклучок на Република Македонија кон Јужниот тек. Од друга страна е многу битно што една многу значајна земја во светски рамки на тој датум ја признала Република Македонија под уставното име, подпирајќи се на принципи на меѓународно право, и фактот што една толку значајна земја гради односи со нас на ниво на меѓусебно почитување е добар сигнал за тоа дека принципиелноста сепак ни се исплати на долг рок. Во тој однос мислам дека наш интерес е секако да ги продлабочиме што е можно повеќе тие економски врски, таа комуникација, полесно патување помеѓу граѓаните, да привлечеме повеќе руски туристи тука, ние да се запознаеме со можностите кои ги нудат. И во тој правец гледавме и со колегата Лавров преку размена на писма да договориме определена динамика на идните проекти кои ќе ги реализираме. Визната либерализација е една од клучните придобивки, каков е нејзиниот придонес? Визната либерализација е можеби највредната и највидлива работа која ни е случена во однос на европските интеграцијски процеси. Овозможено им е на граѓаните на Република Македонија да патуваат без визи во сите земји кои се дел од Шенгенскиот договор и да го постигнат онаа слобода на движење кој е едно од 4 основни слободи на самата Европска Унија. Во тој дел мислам дека навистина наша највидлива и највредна придобивка досега е токму визната либерализација. Како македонците во странство да добијат македонски пасош? Имаме организирана мрежа по нашите дипломатско-конзуларни представништва, значи амбасадите и генералните конзулати,
за да им излеземе во пресрет и да издадеме биометриски пасоши. Воедно можат да се да видат кога службеници од страна на Министерството на надворешни работи престојуваат во нивниот регион или во нивниот град на веб страната на Министерството за надворешни работи, или испраќајќи мејл на самата веб страна може да добијат директни информации за тоа како на најлесен начин да го остварат ова нивно право, испраќајќи мејл на pasoši@mfa.gov.mk. Која е главната заложба на Министерството за надворешни работи? Наши клучни приоритети се разбира останува остварувањето на стратешките цели за НАТО и ЕУ членство. Во тој дел, во НАТО делот веќе придонесуваме. Нашиот придонес е многу видлив во најбитната НАТО мисија во моментов она во Афганистан, каде што сме помеѓу 5 нации кои најмногу придонесуваат во таа мисија по глава на жител. И тука немаме никаква дилема дека сите критериуми ги имаме исполнето и останува оној отстранување, односно постигнување на консензус во рамки на НАТО алијансата, односно убедувањето на Атина дека треба да овозможи. Преку диалог и преку напори од двете страни за изнаоѓање на решение со кое можат да бидат задоволни двете страни, да можеме да го затвориме ова поглавие на НАТО. Во делот на Европската Унија ни предстојат реформи, исто онака како што досега ги правевме во изминатиот период, и тие реформи ќе бидат наш главен приоритет на домашен терен, бидејќи нашето видувањето кое другите од надвор го имаат за нас, ќе зависи од тоа колку ние солидно и добро ќе ги направиме реформите и ќе ги примениме во Република Македонија. И тоа ќе ни биде наш приоритет број 1 во следните години. Еден ден ќе бидеме дел од НАТО, еден ден ќе бидеме дел од Европската Унија, но и сега и тогаш ќе мораме да се бориме за да имаме поголем економски просперитет во Македонија. А тоа ќе го постигнеме само преку наша подобра промоција надвор и преку носење на инвестиции во Македонија и преку отварање на нови пазари на кои ќе можат нашите претпријатија да бидат успешни. Тоа се оние клучни теми на кои во моментов сме посветени и ќе бидеме посветени во следниот временски период. Ви благодарам за поканата. Најбитното за Република Македонија е економскиот развој, а влезот во Европската Унија и НАТО се само инструмент кои ќе ни помогнат во тој правец.